Почитувани гледачи, добро вечер. Гостин во нашата вечерашна емисија е човек кој што ми се чини дека во овој период и тоа како е интересен, од причина што пак во изминатиот период имавме на повеќе пати реакции од ваша страна за тоа што се случува со нашите шуми, поточно со македонските шуми. Веќе може би претпоставувате дека станува збор за директорот на јавното претпријатие Македонски шуми, господинот Жарко Караџевски. Добро вечер и добре не дојдовте во студиото на Канал Визија. Добро вечер, добро е најдов. Ете така, јас во кратката најава само кажав дека навистина во изминатиот период, па да не речам и повеќе години наназад, она што најмногу ги интересира македонските граѓани е што се случува со македонските шуми, околу тоа дали има или нема огревно дрво, бидејќи како што велат домајкините налето купуваат дрво за зимскиот период, а грејната сезона изминатата е зад нас, меѓутоа оние што треба да се греат на дрва веќе набавуваат. Каква е моменталната состојба со огревно дрво во Република Македонија? Значи, моменталната состојба е добра, дрва има, и така и ќе биде оваа година, така и ќе заврши годината. Значи, скоро сите, ајде да речем и сите граѓани кои што се греат на огревно дрво ќе бидат снабдени. И тоа се надеваме дека тоа ќе биде завршено некаде до почетокот на грејната сезона, октомври, крајот на октомври, евентуално почетокот на ноември. Значи сите граѓани кои што и со нас склучиле договор, но и оние кои што допрва ќе склучуваат, имаме доволно залихи, спремни сме оваа година, не само ние како Македонски шуми, туку и сите други останати кои што учествуваат на пазарот. А тоа е затоа што оваа година на некој начин фативме работата многу порано, што од самиот јануари. Показателите покажуваат дека имаме во однос на ланска година, значи за ова 4 месеци заклучно со април месец имаме пораст на производство од преку 180% во однос на лани. Мај месец исто така добар, доаѓаат месеци во кои што ќе биде интензивирано производството, така да една бројка околу 600-650 илјади метри кубни огревно дрво од страна на Македонски шуми ќе бидат испорачани, а спремни сме некои дополнителни количини кои што се очекуваме да во периодот после септември оние граѓани кои што не склучиле договор, а се јавуваат како текуно да му излеземе во пресред и нив. На што се должеше во изминатиот период, бидејќи повеќе години наназад се соочуваме со тој проблем дека има недостиг, па имаше реакции од граѓаните, најчесто заради од кои причини се појавуваше тој вакуум, да речем, во набавката на дрва? Знаете, подолг период во шумарството или во шумите постоеше еден пораст на криминал, односно шумските кражби, кои што од година во година зема се поголем замав, кои што и директно и индиректно вршеа штета и на шумите, но и на снабдувањето со огревно дрво. Значи, прво се појаваше нелојална конкуренција, се нудеа некои цени кои што далеку се од економски оправдани цени. Граѓаните нормално тргаат да купат од она што значи поевтино да се снабдат. И тоа така траеше години, каде што имавме мал ефект во смисла на сузбивање на целата таа работа. Кога почна тоа да станува посериозен проблем, не е само од аспект на тоа како граѓаните се снабдуваат, туку и од аспект на заштитата на шумите, значи очување на самото шумско богатство. Показател беше така поинтензивен или подрастичен веќе се осети во 2013 година, кога имавме интересни, и 2014 цела, кога имавме интересни ситуации да буквално граѓаните не купуваат дрва од Македонски шуми. Нас ни остануваа во залиха, дури ни пропаѓа и скапуваа, од проста причина што на пазарот се јавуваше многу поевтина цена од оваа која што кај нас е 8 години непроменета. Тоа не можеше долго да трае. 2014 година се превзедоа мерки, се извршија структурни реформи, се измени законот за шуми, се изменија други закони, се активираа сите институции во државата кои што се надлежни за контрола и за надзор и за вршење инспекции и така натаму и така натаму. Почна акцијата гора, значи во соодействие со Министерството на внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Пазарна инспекција, Трудова и сите други инспекторати, се направи некаде во средината на 2014 година една акција која што беше масовна акција, каде што во еден ден буквално беа сконтролирани сите приватни складови и така натаму,
И тоа дојдовме до податоци дека навистина се случува еден сериозен проблем за кој што треба да се преземат и сериозни мерки. Потоа, во содејство со сите институции, начело со владата, по чекор се правеа значи, и акции, но и измени во закони, во правилници и така натам, за да се стави ред. Токму таа 2014 година беше основа за да почнеме во 2015 година по нови правила. Значи, тука имаше доста новини, како да речеме, сите фирми кои што учествуваат на тендери за сеча и дотур, сега од 1 јануари 2015 требаше да бидат лиценцирани. Тоа е една постапка со посебни услови кои што до тогаш ни едно тие фирми не ги исполнуваше. Значи, за да ги исполнат тие услови требаше еден временски период за прилагодување на самите тие фирми кои што учествуваат кај нас на тендер, каде што низ годините некаде 90 и повеќе посто го правеле производството македонски шуми, сега веќе тоа опаѓа, сега е под 70%, што значи дека ние го зголемихме нашето учество во производство, а некаде 67% е сега со надворешни извршители, што исто така револуционерен чекор. Значи, тоа е еден период кој се изгуби време. Значи, ако да речеме ние обично на почетокот на годината го објавуваме тендерот за сеча и дотур, значи за производството. Ако низ претходните години тој тендер бил успешен со 90%, ланска година 2015 тендерот не беше успешен и 20%, што значи немаше интерес или немаше припремени фирми кои што може да влезат на тендерот. Па се случи да го повторувавме неколку пати, истото беше и со превозот. Тоа значи и време. Затоа што за превозот постапи закон каде што мора да имат лиценца и приватниците, односно транспортерите, и тоа не е лиценца за сопствен превоз, туку лиценца за превоз во регионален сообраќај, кој што важеше и за нив. И сето тоа како новина, од друга страна се укинаа приватните лиценцирани физички и правни лица кои даваја ознаки за сеча во приватни шуми, затоа што излезе дека со самата акција горе дека токму тие беа најголеми легализатори на криминалот. Имавме ситуации, значи имавме ситуации буквално во ливада или на пасиште, да тие даваја одобрение за сеча, каде што воопшто нема дрва. А фактички тие дрва беа од државни шуми, така фактички се легализираше кражбата. Значи, кога тоа се увиде и оцени, кога можете и сега да пратите дека скоро секој ден излегуваат кривични пријави и така натаму, каде што се процесират, веќе падна и судски пресуди, веќе има и казни затвор. На некој начин беше пресврт во това 2015 година. Имаше и доста други измени, да не отзема многу време. Значи, една исто така клучна измена беше што сите, ние ги викаме чекани, тоа се шумски чекани со кој што се означува секој едно дрво, какво потекло има. Да речеме, која е од државна, која е од приватна шума, која потекнува од увозно дрво, која е запленето дрво, значи се треба да бидат означени. Со тој нов закон требаше да се сменат сите чекани, сите ознаки, жигови да бидат нови. И сето тоа одземаше еден период каде што буквално изгубивме 5 до 6 месеци заради јавни набавки, тендери и така натаму, така натаму. Мораше да се испочитува. Исто така беа сменети испратниците, документите кои што ги издаваше Министерството за земјоделие и шумарство. И сето тоа заедно изгубивме чекор во почетокот на годината. Да не спомнам дека и временските услови по ланската година беа со поплави и така натаму, и оној прв чекор кој што не успеавме да го стигнеме, потоа не кошташе еден период кога граѓаните се створи една паника, а од друга страна, значи во 2015 година имаше огромно намалување на дивата сеча, односно кражбите, и тоа со еден висок процент од 70% беа паднати, значи ако ја споредиме со 2014 година. Што на некој начин и предизвика недостаток на дрва, затоа што ако претходните години можеше да се најде дрво буквално кај ќе посакате, прошетајте по улици, трактори, камиони стојат. Буквално по домовите. Точно така. А ланска година тоа не можеше да се види. И се створи една паника кај граѓаните, кај нас се изврши на некој начин и притисок. Ние исто така во тој период немавме се уште дистрибуирано дрва, почнавме со сеча, но не беа дистрибуирани до складовите. И тој период направи еден вакуум, една паника, меѓутоа помогна и Господ, како да кажам, временските услови ланска година беа одлични, скоро до крајот на ноември, така да со една интензивна работа, со макотрпна работа, со работа и саботи, и недели, со се, успеавме да ги снабдиме во најголем број, значи може би остана некој мал број, меѓутоа во најголем број
ги снабдивме сите граѓани така да на некој начин тоа заврши. Инаку јас само морам да потенцирам дека од година во година огревното дрво како основен енерген за грејење расте. Значи се повеќе граѓани се корисници на огревното дрво од проста причина што тоа е и најевтин енерген. Значи ако споредите кога би требало да се греете кој ви е најевтин, ако го земите огревното дрво, вториот по ранг за грејење доаѓа гасот, односно плинот, кој ние за жал го немаме, но после него доаѓа струјата, електрична која е соодносот меѓу струја и дрво веќе доаѓа 3:1. И нормално дека граѓаните се преориентираат. И оние кои што се грееле на разни други начини се преориентираат на дрва, со што вкупниот, значи вкупното според Завод за статистика, значи вкупно корисници се некаде преку 300-350 илјади домаќинства кои што се греат на огрев или во кубикажа надминува преку 1.000.000 кубика. Значи затоа се појавуваат одредени такви недостатоци. Вие го спомнавте, меѓутоа и граѓаните најчесто реагираат точно околу тие кражби или дива сеча на шумите. Прашавте што преземаме 2016, значи оваа година, за да не ни се повтори 2015 година, сме многу поорганизирани. Граѓаните знаат дека ние уште на почетокот на оваа година објавивме јавен повик, каде што ги повикавме сите заинтересирани да аплицираат, односно поднесат барање, дадовме рокови за сите можни категории, дадовме услови кои што друг не ги дал, значи ги третираме граѓаните по разни квалификации, значи физичко лице кое независно дали работи или не работи има право до одредена 6 рати и така натаму, пензионерите како категорија до 8 рати, социјални категории со попуст од 15% исто така на рати, бранители и така натаму, значи ги раздвоивме по категории, ги дадовме рокови на сите тие да аплицираат, за да можеме да знаеме точно колкава е поборувачката во Република Македонија, за да бидеме спремни одма на почетокот. И тоа го направивме, значи целата тој рок на пријавување траеше заклучно со месец март, значи имаше доволно 3 месеци период. Граѓаните тоа го сватија сериозно и морам да ги пофалам. Дури имаше еден период кога беше и на некој начин гужви што побрзо да аплицираат. Особено морам да го пофалам Прилеп, бидејќи беше еден од единствените, можеби првите градови Македонија кој што одлично одговори на сето тоа. И еве сега каква ни е ситуација конкретно во Прилеп. Ако лани испорачавме 12 до 13 илјади метри кубни, ова година имаме побарувачка за 6 илјади метри кубни поиќе од лани, само по основ нови апликации. Што не значи дека тука ќе заврши, затоа што ние ќе гледаме да одговориме чак и оние кои што задоци, што упатува на тоа дека ние одека треба да згледаме производството. И веќе го направивме тој план, се работи секој начин, значи кога однапред ја знаете состојбата, добро можете да се организирате и да направите, не да се базираме на стихија. Надежи дава, самите податоци што ги кажав, значи имаме зголемено производство, во овој момент имаме залихи на дрва, преку 200.000 метри кубни сработени до април месец. И тоа автоматски дава некаква сигурност дека нема да има повторно некој таков недостиг. Оно и што е најважно, значи морам да потенцирам и тоа, дека и конкуренцијата, поточно приватни шуми, приватни склабодови и така натаму, најдоја начин како и тие на време да се снабдат, што од приватни шуми, што увозно дрво, што од некои други национални и така натаму паркови, кои што сето во зависност, значи кој има собствената на шуми, кои што и тие почна да дистрибуираат на време дрво, затоа што и за нив важеше законот како и за нас. И можете да погледате дека во градот сега и општо широко веќе се носат дрва интензивно, но она што е најважно, со таквата понуда цената не отскокнува повеќе од 2850 до 2900 во приватните складови. Голема организираност на време на достава, меѓутоа цената останува иста, што му е најбитно. Битно е да ја одржиме и цената. Рековте дека Прилеп е еден од поголемите потрошувачи на огромно дрво, меѓутоа Прилеп за жал подолго време или Прилепскиот регион е мета на ова што го велиме дива сеча, кражби на дрва и така натаму. Дали како предпријатие конкретно презедовте нешто во тој поглед, значи да се заштита прво и шумските полицајци, па шумочуварите и така натаму, бидејќи за жал криминалците се поорганизирани и побрутални во однесувањето со овие стручни лица. Видете, упатува една логика, зошто да не речам сега огромен број, ајде да ги кажеме криминалци или луѓе кои се занимаваат со криминал, ако до вчера крадел, едел по куќи, денеска се занимава со дрва.
И сега некој се прашува зошто е интересот на криминалците фокусиран или дефокусиран во шумите. Затоа што на некој начин, ако е земе ланска година, од тоа веројатно имате и профит, но тука покажува дека има некое затајување во делот на контролите и надзорот. Заштитата на шумите е комплексна работа. Значи не ја прави Македонски шуми сама, значи тоа се по комплекс на повеќе институции кои треба да прават. Да. Македонски шуми има своја шумочуварска служба која има свои ограничени овластувања. Тоа е служба која работи реалнска, значи таа служба е во шумите, внатре во шумите и е надлежна доколку приметиме се она што е противзаконско во рамките само во шумата. Додека втората надзор и контрола е контролно контролно по патишта на пунктови и така натаму, каде што е надлежна шумската полиција, а таа не е во состав на Македонски шуми, значи таа е под Министерство за земеделие и шумарство. И третата инстанца која што треба да ги спои овие две, тоа се Министерството за внатрешни работи кој ги има сите право делот на. Значи тога и да не зборам, да не ги запоставам инспекторатот за шумарство и сите други институции, управа за јавни приходи и така натаму, кои што со една лепеза, доколку сите функционираат синхронизирано и организирано, како што тоа се случи во 2015, тоа што резултатите доаѓаат. Значи, мора да постои комуникација, мора да постои соработка, затоа што се друго нема да даде резултат. Ние ова година се соочуваме со некоја појава на зголемени кражби во однос на лани, во овој период зборувам, и ние како Македонски шуми ги имаме детектирано и како евиденција ги знаеме каде расте и што расте. За жал, првите најави или показатели покажуваат дека токму на подрачјето на Прилеп се случува тоа што се случува и можеби Прилеп ни е појдовносно да гледаме и за сите други. За таа цел иницииравме средба, значи ние како Македонски. Знаете, криминалот или криминалците секогаш пратат што се случува и како се случува. И секогаш се многу упатени. Нормално дека користат политичката ситуација која влијае на се тоа и не само кај нас во Македонски шуми, туку во целото стопанство, негативно. Како да кажам, значи сите ние знаеме колку ни е Министерството на внатрешни работи ангажирано по разни, потоа бегалската криза и така натаму, и сето тоа некој знае да го искористи во даден на бројот на даден момент. структурите од Министерството за внатрешни работи. Но пак ќе кажам, со една добра организација ќе најдеме доволно ресурси заеднички сите. Јас и вчера имавме состанок во Скопје, значи ги повикавме сите институции каде што треба. Денеска повторно имаме 11 состанок кај што треба да присуствуваме заедно со Министерството за внатрешни работи и така да најдеме начин да односно да договориме на синхронизирана акција која ќе биде во континуитет до крај на година, за да ги спречиме сите овие појави кои што сега се јавуваат во рамките да не се расшират. Така. А и уште нешто, доаѓа летен период, значи се плашиме од појава на пожари организирани, значи не станува збор само од прилики на времето, значи од организирани, значи случаи да не дојде некој да пали така натаму, заради тоа мораме да бидеме будни и организирани. Има и уште еден момент, значи еве за нашите гледачи да биде јасно, не е дека јавното претпријатие Македонски шуми не презема мерки, значи координирани сте со сите други институции кои што би требало да бидат за да се стави крај, бидејќи морам да потсетам јас, добар дел од гледачите или од леѓаните кои што се јавуваа до нас со реакции беше заради тоа што напати не само државните шуми што се пустошат, туку се влегуваше и во приватни имоти, каде што буквално столетни дрва се уништуваа и се зборуваше дури тоа дека никој ништо не презема, едноставно кратците на шуми ги изнесуваат дрвата и никому ништо. Меѓутоа еве велите дека има веќе и кривични пријави, постапувано е по нив, што значи се обидувате на некој начин да воспоставите ред. Со оглед на тоа што и времето брзо ни минува, еден проект исто така што многу е битен во овој момент во кој сега живееме, тоа е користењето на пелетите. Што значи тоа, еве уште еднаш вие го образложивте на неколку пати, меѓутоа еве уште еднаш попластично да кажеме што ќе значи за граѓаните. Тоа е еден суштински проект, еден можеби најавен беше и од претседателот на партијата како бомба проект и точно дека е бомба проект. Проект кој што треба да стане проект и во рамките на програма на влада, каде што сега се предвидува еден 4 годишен, мандатот на секоја влада е 4 години, во рамките на тие 4 години се предвидува што конкретно ќе се прави секоја година. Тој проект треба да отпочне во 2017 година.
главната суштина е во тој проект да почнеме да најдеме нов енергенс, тоа е пелетата. Енергенс кој доаѓа од обновливи извори, поточно од шумата во целина, значи. А најчесто, значи огромен процент од она отпадното дрво или од отпадокот во шума. Што значи, од една страна е чистите шумата, од друга страна не го уништувате шумскиот фонд. Значи буквално се збира све што сега можеби не се користи, затоа што кога пример користите огромно дрво, тоа се крои, се конфискува во рамките на кубикажи, што ја знам, а покрај тоа се отпаѓа оние гранки или сеја и многу други дрва кои што не можат да влезат нити во категорија на техничко, нити во категорија на огревно. Едноставно така е. Бидејќи Македонија па ти останува така, че скапат и така натаму. Меѓутоа имаме и дрва кои што за жал во Македонија имаме доста, ние ги викаме нискостеблески, неквалитетни, кои што не ги користиме буквално за ништо, а во оваа ситуација би можеле да се создават. Но тоа е сето обновливо. Значи еднаш го користиш, потоа пак расте и така натаму. Потоа во делот на одгледувачките мерки, значи прореди, тоа се да кажам наредски, значи онаму кај што можеби че никнат од едно место 5-6 корење, треба да се проречат. И така натаму, со тој начин се шумата обогатува, таа добива простор да вегетира, да доаѓа, а не да се гуши само од себе. Потоа оние ветроизвели, снегоизвели, невремења, поплави кои ќе уништат шума и така натаму, тоа сето да го користиме и оние дело до пожарена дрвна маса кој што се случува секоја година, да не отпаѓат или да трули да скапува самите шуми, нормално се збира и доаѓаме до овој систем на пелети. Нашата идеја е да преку системот на пелети постепено го заменуваме и огромното дрво како енергенс. Од тие причини... Дали тоа значи еколошки дека ќе биде подоцна? Да, апсолутно. Значи прво, грејењето со пелети во однос на огромното дрво има огромен процент на заштита на животната средина, каде што ако се кажува дека огромното дрво содржи честитки каде што преку 40 и не знам колку посто е директен загадувач на воздухот, кога би се греле на пелети, тоа е драстично негде 34, па можеби и до 6 пати помалку во однос на огромното дрво, што е прва работа. Втора е, кога би се греле дома на пелети, немате потреба да ќе видите дека тоа многу малку и чада и многу малку испушта честички и така натаму, многу малку отпад во однос на огромното дрво, да одиме и така натаму. На некој начин цивилизирана работа, затоа што немате потреба нити да цепите, нити да сечите дрва, нити да изигравате котлар, и нити некој со некоја се натерува, затоа што тоа е сето врзано со некоја автоматика, тие се стават во специјална казарна, каде што се црпи и така натаму. За да тоа сето почне, значи владата најавува дека ќе субвенционира во рамките на тоа заради првите години или тие 4 години во мандатот на граѓаните не осетат дека цената на пелетите ќе биде повисока од огромното дрво, која што сега е. За таа цел предвидовме да се намали ДДВ-то од 18 на 5%, што драстично ќе влие на цената. Од една страна, потоа субвенционирање во делот на набавка на оние горилници, кои што сега на пазарот се навистина скапи. Тука владата влегува со субвенционирање до 70% од цената на еден таков горилник. Да предпоставиме, да речеме, ако просечната цена е некаде 40-45 илјади до 50 илјади, со субвенционирањето граѓанин ќе треба плати 15 до 19 илјади да купи таков горилник, што е добра работа или што нешто потсеча како не на кога се субвенционираше соларната енергија на почетокот, кога бевме скептици, денеска гледате колку е тоа застапено. Значи, ова е еден комплекс, ова е една сложена и тешка работа, значи не е едноставна. Најголемата работа и најголемиот терет ќе има толку македонски шуми, бидејќи комплетното стопанисување со шуми треба да се промени. Значи начинот како да се стопанисува, како да се произведува, дали ќе одименува традиционално, дали ќе треба да се користи техниката и така натаму. За новина која што допрва треба да се... Но крајниот ефект за граѓаните е прво, со пелетата има поголема калоричност, значи помалку потрошувачка во однос да го користите огромното дрво и не загадува и не чисти
односно не уништува средината, и третото е добиваме капацитети, условно ќе речеме индустријски имаме ние за да ги произведуваме пелетите, така? Значи вака се ние во овој момент во Македонија постои 20 фабрики кои произведуваат пелети, тоа се приватни фабрики кои што работат во Македонија, но бидејќи пак ќе кажам влијае и цената и така натаму, најчесто се извозно ориентирани. Со нив е разговарано и тие сами кажат доколку најдите систем како со намалување ДДВ на друго, тоа што вика немаме потреба да извезуваме, ќе го продаваме на, но треба и некој да има да го купи. Значи треба се да го зголемиме свеста кај граѓаните дека и токму тука со субвенционирањето, значи на горилнице, промената на чумбината дома и така натаму. Точно така. Тогаш нормално ќе се зголеми поборувачката на пелети и така ќе се вклучат. Идејата е да и македонски шуми имаме капацитети во смисла на погони, кои што некојаш беа пилани и така натаму, кои што со една реконструкција и реновирање со некоја набавка на механизација би имале и во собственост на македонски шуми, не со цел да ние го снабдиме комплетниот пазар, туку да имаме и наш производ, да, наш производ кој што ќе биде ако ништо друго генератор или катализатор на цената да не оди поголема или пак да влеземе во одредени категории на граѓани кои што можеби во моментот немаат толку готовина, да дадеме некакви посебни услови како што даваме со огромното дрво за да на некој начин почнеме да ги граѓаните усмеруваме во тој правец, а да не заборавиме нашата идеја и нашата цел како држава е да влеземе во Европска унија, таму се правилата строги, тие го наметнаа како еден од условите, значи што повеќе да се намали ова загадување кој ги има во Република Македонија и да преземе некои сериозни чекори во тој правец, токму еден од овој. Така. Со оглед на тоа што и времето поминува, сега би сакала да ја завршиме позитивно оваа емисија, бидејќи, како што реков, многу бројни беа реакциите, ете точно околу пустошењето, кражбата на дрвата, на огревните дрва и уште еднаш да подсетиме, односно да подсетите вие за нашите граѓани дека огревно дрво има и дека може да ги потпишуваат договорите или... Да, значи ние веќе, конкретно за Прилеп, интензивирани се овие денови спораките кај сите они кои што уплатиле, кои што завршиле со својата уплата, бидејќи некои што плаќаат на рати. Гледаме да ја стигнеме динамиката и на сите поредослед на уплати да испорачуваме. Имаме доволно количини, граѓаните нека не се секираат, ако во Прилеп во моментот нема, ќе ги дистрибуираме од Кичево, од Брод, таму каде што имаме повеќе. Генерално, значи во сите оние кои што со кои сме склучиле договори, па чак и за идни кои видни на или му недостасува количини или не стасал да стигне да се превече, гледаме и нив да ги снабдиме. И јас само уште тоа ќе го дополнам бидејќи не го спомнавме, заради тоа што често пати граѓаните велеа од другите од дивите, да речам, продавачи ги купуваат дрвата бидејќи беа поевтини. Но имаше моменти каде што па реагираа, например, кубик, да се изразам народно, наместо кубик купуваат помалку од кубика, цената им се наплаќа помалку, меѓутоа не купуваат ни таа количина дрва за која што плаќаат. Значи, кајва се сигурно тоа, премерени се дрвата, се знае колку... Значи, граѓаните многу добро знаат, ланска година не постоеше ни еден кој што се упатил било каква забелешка до македонски шуми, односно од Црнбор, дека му фали кубик или пола кубик или не, значи точно колку што платил, толку е испорачано. Тоа зборувам за македонски шуми. Можеби не е таква ситуација кај приватните, но македонски шуми го испорачува и затоа и најчесто и многу затоа и доаѓаат кај нас. Тоа е едната работа, а цената граѓаните знаат, значи 2600 денари со се превоз однесена дома, буковото е нешто поевтино, значи при тоа се стандардни цени кои што со години. Така. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека ние се уште ќе имаме други прилики за да проговориме. Вистина многу новини сте ималете. Дел знаев, но дел не знае вие во јавното претпријатие Македонски шуми и ви посакувам и понатаму успех да имате во зачувувањето на шумското богатство и во справувањето со оние кои што и понатаму за жал несовесно се однесуваат кон она што е богатство од сите нас, да не речем па и били дробови на целата држава. Ви благодарам. Благодарам и јас на вас за поканата. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието. Се надевам дека со оваа емисија горе-долу ви стана појасно што се случува со огревното дрво и дека не треба да се грижиме за следната зима, дрво огревно во Македонија сигурно ќе има. Пријатна вечер и се најдобро до нашето следно другарување.